право пред било што друго. Како срамо? Минатото не било што направи. Како? Процедурално. Да се кажат процедурално. После ќе отвори. Бунете сте уште. Сонја не си од Нема да вчера. ви појде. Со вака се Значи јас имам право да ја отворам точката. Не. И точката е отворена. Не е отворено. Сега е Не на сила. Што сме ние овдека будали? Само кажа дека не е отворена, како се? процедурално, колега. Шверцари ми еди. Па од тебе па најмалку очекуваме, срамот. Ова е односот Колку на години си парламентарното мнозинство и продолжување на кршење на процедурите во Собранието на Република Македонија. Насилно донесување на дневни редови, насилно постапување, меѓутоа ова заврши и понатаму не можете така. Точката на дневен ред ниту е отворена, бидејќи имаше побарано процедурално. Процедуралното има предност пред било кое друго ваше излагање, бидејќи вие само председавате со комисијата, а не е ваша собственост комисијата, вие да одлучувате како и што. Вие мора да постапувате согласно деловникот, законите и уставот. Затоа, почитувани колешки. И во минатиот пат кога разговаравме за овој закон, односно за јавноста да знае, ова е Законот за Академијата за суди и јавни обвинители, истото ви го напоменавме. Од вашите лукративни побуди како мнозинство да прошверцувате закон кој што само вам ви одговара, вие најпрвен го поднесовте во редовна постапка, за да после 10 дена истиот го повлечете и истото идентично законско решение до точка и запирка го поднесете со европско знаменце. Ова е класична злоупотреба и потврда дека имате задни намери во донесување на ова законско решение. Зошто? Ве прашав и тогаш, ниту одговоривте, ниту се повикавте на некоја конкретна одлука или односно регулатива и директива. Ве прашав што тоа се смени за 10 дена во позитивните законски прописи на Европската Унија, што вие се предомисливте од редовна постапка да го доставите како идентично предлог законско решение со европско знаменце. Јасна е намерата е да се заобиколат процедурите и на вакви насилни начини да се донесат овие закони. Од септември до денес имавте толку многу време да се поразговара со овој закон, да се видат кои се придобивките од него или кои би биле загубите, да се направи едно законско решение кое што со консензус ќе се донесеше. Меѓутоа, вие не смогнавте сили, не се надминавте, од тогаш до денес има поминато повеќе од 7 месеци, 6-7 месеци, на кои што вие не најдовте време да се искоординирате, за да можеме да расправаме по суштината, односно да отвориме материјална расправа по однос на овој закон. Ќе ви ги наведам точно и законските одредби и одредбите од деловникот на Собранието на Република Македонија, кои што ги прекрашувате во континуитет и денес се обидувате истото да го направите, но како председател на комисијата ви напоменувам дека комисијата не е ваша. Комисијата е да вие преседавате со неа и да ги почитувате одредбите од деловникот. Имено, во однос на надлежностите на комисиите, многу јасно и децидно е наведено дека овој закон си припаѓа на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, овде, на оваа комисија да биде разгледано и да можеме да разговараме и расправаме по него. Меѓутоа, почитувана колешки, не можете да разговарате за предлог законско решение на кое што му ставивте европско знаменце, исклучиво за да можете да ги заобиколите процедурите, а воопшто да не се исполнети предпоставките за едно предлог законско решение, односно за предлог на закон, да биде ставен на дневен ред, тргнувајќи од председателот на Собранието до председателот на комисијата, а да не ги исполнува условите од деловникот
кои што формално мора да ги внесете и да ги има во ова предлог законско решение. Имено во членот 135 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија вели вака: ставот 1. Предлог на законот содржи назив на законот, вовед, текст на одредбите на законот и образложение. Воведот содржи оцена на состојбите во областа што треба да се уреди со законот и причините за донесување на законот, целите, начелата и основните решенија на предлогот на законот, оцена на финансиските последици од предлогот на законот врз буџетот и другите јавни финансиски средства, процена на финансиските средства потребни за спроведување на законот и начинот на нивно обезбедување, како и податоци за тоа дали спроведувањето на законот повлекува материјални обврски за одредени субјекти. Ставот 3 вели вака: воведот може да содржи преглед на регулативи од други правни системи и усогласеност на предлогот на законот со правото на Европската Унија, преглед на законите што треба да се изменат со донесување на законот и прописите што треба да се донесат со спроведување на законот и други последици што ќе произлезат од предложените решенија. Внимавајте, во членот 135 во ставот 4 вели: кога предлогот на законот содржи одредби со кои се врши осогласување со правото на Европската Унија, во воведот се наведуваат и податоците за изворниот акт на Европската Унија со полн назив, број и датум. Изворен акт на Европската Унија немате доставено во кореспондентната табела. Ниту имате регулатива, ниту директива. Тоа значи, не ви е исполнет условот да се повикувате на овој член и овој став. Во ставот 5 вели: со предлогот на законот се поднесува и изјава за усогласеност, подпис на надлежниот министер и јасно наведување на правниот акт на Европската Унија со кој е извршено усогласувањето. Вие се повикувате на препораки, препораките не се изворен акт на Европската Унија. Јасно и децидно се знае дека изворните акти, дел од изворните акти, се директивите и регулативите со кои што се усогласува нашето законодавство со законодавството на Европската Унија. Препораките, мислењата, извештаите и оценките на мисиите не се обврзувачки правни акти, туку само се акти за изразување на став на институциите на заедницата. Односно, препораките на кои што се повикувате воопшто не е основ за да може ова законско решение да биде ставено на дневен ред со европско знаменце, а повторно потенцирам да ги заобиколите и да ги злоупотребите процедурите за да не може експертската јавност, да не може академската јавност, да не можат пратениците, да не можат граѓаните и сите заинтересирани странки да дадат свој допринос во однос на донесување на едно квалитетно законско решение од кое што ни зависи и развојот и подобрување на условите во целокупниот правосуден систем. Меѓутоа, целта на вам вие да можете дополнително да го партизирате целокупниот правосуден систем, односно судовите и јавните обвинителства, зашто гледаме дека сте најукорени од страна и на извештајот од Европската комисија и од сите меѓународни релевантни фактори, каде што напредокот ви го смалуваат од 4 на 2, односно имаме уназадување на процесите на усогласување на нашето законодавство со законодавството на Европската Унија. Но вие начинот на кој што сакате да ги донесете и да ги протуркате воопшто не ви држи место. И затоа ве повикувам како председател да му потенцирате и на председателот на Собранието на Република Македонија дека од старт при распределбата и ставањето на европското знаменце на овој предлог на закон ви се прекршени одредбите од Деловникот на Собранието на Република Македонија. Во членот 125, кога веќе сакате да разговарате и за процедурите, каде што е предвидено во однос на тоа кое работно тело, односно матично работно тело, ќе го работи, ќе го разгледува предлог законското решение во моментот
Комисијата за политички системи и односи меѓу заедниците, и заинтересирано работно тело е Комисијата за европски прашања. Вие, спротивно, повторно на одредбите од деловникот, постапувате без било какво соодветно дадено мислење на самото заинтересирано работно тело. Во членот 125 од Деловникот на Република Македонија вели вака, ставот 1. Предлозите на законите и другите акти ги разгледуваат матичното работно тело и законодавно-правната комисија. Предлозите на законите и другите акти можат да ги разгледуваат и други работни тела, заинтересирано работно тело. Во дадениот момент имаме заинтересирано работно тело. Матичното работно тело зазема став по мислењата и предлозите на заинтересираното работно тело. Внимавајте, матичното работно тело зазема став по мислењето и предлозите на заинтересираното работно тело. Кај се мислењата, кај се предлозите на заинтересираното работно тело? На седницата на матичното работно тело, на која се расправа за мислењето на заинтересираното работно тело, се поканува и представник на заинтересираното работно тело. Председателите на матичното и на заинтересираното работно тело можат да се согласат да одржат заедничка седница, работните тела на заедничката седница гласаат одвоено. Ниту имате мислење, ниту можеме да го разгледуваме, и со тоа повредувате уште еден член од деловникот за работа, и кога едно дрво ќе биде криво насадено, криво ќе расте. Зошто? Бидејќи уште со самиот прием на законот, председателот на собранието требало да го отфрли, односно да го врати на доуредување самото законско решение, за да може да биде усогласено и согласно деловникот да биде доставено до комисиите, односно до пратениците, а не авторитативно само до председателот на комисијата, кој што одлучува како ќе постапува понатаму. Уште еднаш ви потенцирам, вие сте председател на комисијата, комисијата не е ваша. Сите ние тука како членови и заменици одлучуваме како ќе работиме во оваа комисија. Во членот 79 од истиот деловник вели вака: Собранието не може да расправа по прашања за кои матичното работно тело и законодавно-правната комисија не зазеле став, ако со овој деловник поинаку не е уредено. И вели вака: Собранието не може да расправа по предлог на закон за кој се врши усогласување со правото на Европска Унија, ако предлогот на законот не го разгледа Комисијата за европски прашања на Собранието. Ова е што го потенцирав. Ниту имаме мислење, ниту е разгледан овој закон, бидејќи и тие самите се свесни дека овој закон припаѓа овде и воопшто нема правен основ да му биде ставено европско знаменце на истиот. Продолжувајќи ја праксата на користење на европското знаменце, односно злоупотреба на европското знаме, вие и понатаму продолжувате, иако најголемите забелешки ни се токму во користење и злоупотреба на ова законско решение, како и впрочем сите претходни закони кои што сакате на сила и на мускули да ги донесете, а после тоа само знаете да се повикувате дека сте немале разбирање. Па како да имате разбирање кога нема комуникација? Не комуницирате во однос на предлог законските решенија. Ова законско решение е едно законско решение од кое што зависи оценувањето и развојот на целиот правосуден систем во наредните 30-40 години. Бидејќи од оваа академија ќе произлезат идните судии, идните обвинители, идните чинители кои што ќе решаваат за судбините и на секој граѓанин и на Република Македонија. Вие сакате да го партизирате целосно и судството и обвинителството, кое што уште одреден дел ви остана да ја довршите оваа мисија. И сега сакате насилно да го донесете ова законско решение, бидејќи вам така ви одговара, а ви потенцирав дека не најдовте за сходно да поразговарате во однос на одредбите од предлог законското решение повеќе од 5-6 месеци, бидејќи ова комисија се одложи тогаш, ви беше напоменато. Немаме никаква промена во позитивните законски прописи на Европската Унија.
Немаме никаква промена на која што можете да се повикате дека за 10 дена сте се просветлиле и сте добиле одредена сугестија дека можете да се повикате на одредена регулатива или директива, односно на изворен акт на Европската унија. Такво нешто не постои. Самите сте свесни и затоа уште од почетокот се обидовте да прошверцувате, бидејќи знаете. Знам дека знаете и сите одредби кои што ви ги цитирав се од деловникот на собранието. Ниту се измислени од опозицијата, ниту се измислени од експертската јавност, од академската јавност, од граѓаните на Република Македонија. Ова е во деловникот. Сите овие членови кои што ви ги цитирав се од деловникот за работа на собранието на Република Македонија. Затоа, уште еднаш ви потенцирам дека немате никаков основ. Во најмала рака морате ова законско решение да го повлечете како предлог и на председателот на собранието, како одговорен председател на комисијата, да му посочите дека има направено процедурални пропусти во однос на поставување на дневен ред на предлог законско решение доставен од овластен подносител, а истото не ги содржи елементите потребни, формалните елементи кои што се и суштински потребни во предлог законското решение за истото да може да биде ставено на дневен ред и да се разговара по него и да може за истото да се произнесат и потенцирам и пратениците, и граѓаните, и сите засегнати странки по ова област. Прекрашувате не еден, прекрашувате мнозина на членови од деловникот. Свесно се заткривате зад колективната одговорност, која што секогаш ја потенцирам, бидејќи доколку ова го изгласате, се повикувате на колективна одговорност, односно неодговорност. Нема никој одговорност. Но ова вакво постапување е насилничко и не може да помине. Меѓутоа, немаме соодветни судски инстанции кои што би ги разгледувале ваквите насилни донесени решенија со прекрашување на сите процедури, бидејќи и таму се ви е партизирано. Не постапуваат по предлози, по постапки, се до моментот кога не добијат зелено светло од надлежните од извршната власт. Ова е покажување на сила. Почитувана колешке, ве повикувам од овде уште еднаш да се преиспитате, да го повлечете, да го вратите на председателот, да му укажете на недостатоците и да му ги цитирате членовите кои што ви ги цитирав од деловникот за работа на собранието на Република Македонија. Ако сакате да работиме, да продолжиме, да го разгледуваме законското решение, да направиме поширока дебата во однос на овој закон, бидејќи ви потенцирав, овој закон е закон од кој што ќе зависи идната конструкција на јавното обвинителство, на судовите, а со тоа и перцепцијата на граѓаните, односно воспоставување на правната држава. Со ова, вакво насилно носење и кршење на процедурите, вие имате одредени задни намери и лукративни побуди како парламентарно мнозинство, зашто не можеме да се согласиме и од овде се спротивставуваме и до крај ќе се спротивставуваме да се применуваат одредбите на деловникот за работа на собранието. Затоа, на истиот начин се обидовте во септември, не ви помина, сте се преиспитале, сте ги виделе снимките и сега барате нови празнини како да го протнете ова. Самите признавте дека сте направиле пропусти. Да, имате пропусти, ви ги наведов не една. 10 членови прекрашувате од деловникот. Повторно потенцирав. Криво насадено дрво, криво ќе расте. Ова законско решение, доколку се обидувате пак вака да го носите, после тоа неговата примена повторно ќе дојде на дневен ред како прашање дали истото ќе се применува. Тоа ви се случува секојдневно, всушност тоа се и забелешките од Европската комисија. Најголем дел од нашето законодавство е усогласено со изворното право на Европската унија, односно со директивите, согласно директивите и регулативите кои што ни се дадени. Но примената, односно имплементацијата на овие законски решенија е невозможна. Зошто? Бидејќи, еве вака, криво ги насадувате, за да не може после истите да се применуваат, може би и смислено,
Зошто? Зошто не ви одговара да имаме правна држава, не ви одговара да имаме правосуден систем, кој што секој ќе се чувствува сигурен во него. Како законодавен дом, кој што треба да бидеме лулка на демократијата, даваме до знаење на јавноста дека парламентарното мнозинство во дадениот момент ги злоупотребува сите процедури. Како очекувате овие законски постапки, овие законски решенија и сите други граѓани да ги почитуваат другите законски решенија кои што ние ги носиме, а вие сте тие кои што од старт ги прекршуваме, односно ги прекршувате овие одредби. Ве повикувам уште еднаш да се преиспитате, да го вратите на председателот на собранието и со тоа да му дадете до знаење дека не може и тој како председател на собранието да ги става точките на дневен ред како нему му одговараат. Односно, мора да ги почитува одредбите од деловникот, бидејќи тој е прв меѓу еднаквите. Собранието и пленумот е на граѓаните, односно легитимитетот го црпиме од граѓаните. Не значи дека тој може да прави што сака, а аналогно на неговото однесување, вие не морате да се согласите и да ги прифатите сите вакви постапки кои што тој спротивно и на деловникот и на законот сака да ги пробута. Затоа ве повикувам и од овде барам истото законско решение да се врати на доработка до овластениот предлагач, истото да се усогласи и на најтранспарентен начин во оваа комисија без злоупотреба на европското знаменце да го разгледаме, вклучително и експертската јавност и сите засегнати, да можеме да донесеме квалитетно решение со кое што ќе си ги подобриме условите во целокупниот правосуден систем. Затоа ве молам да се произнесете, да го повлечете ова законско решение и да немаме понатаму вакви постапки и одолговлекувања од ваша страна и постапки на кои што ќе имаме замерки од сите релевантни институции, бидејќи, како повторно потенцирам, собранието, кој што треба да биде пример за демократијата и почитување на процедурите, вие од старт ги кршите и криво ги насадувате сите вакви поставени предлози. Благодарам. И благодарам, колега. Ајде ќе почнеме